Денес православната црква ги празнува светите маченици Агатоник, Зотик и други со нив, светата маченичка Евлалија и светата маченичка Антуса и останатите со неа. Светите маченици Агатоник, Зотик и други со нив. Светиот Агатоник бил граѓанин на Никомидија и христијанин по вера. Со голема усрдност ги одвраќал елините од идолопоклонството и ги поучувал на вистинската вера. По наредба на царот Максимијан, царскиот намесник остро ги гонел христијаните. При тоа гонење го фатил светиот Зотик во некое место Карпин. Ги распнал на крст неговите ученици, а Зотика го довел во Никомидија, каде што го фатил и ги врзал ушите. При тоа гонење го фатил светиот Зотик во некое место Карпин, ги распнал на крст неговите ученици, а Зотика го довел во Никомидија, каде што го фатил и ги врзал уште и Агатоник, Принкипса, Теопрепија, Акиндина, Северијана, Зенона и многу други. Сите врзани ги повел во Византија, но по пат од раните и изнемоштеноста умреле. Светиот Зотик, Теопрепси и Акиндин. Близу до Халкидон го убиле и светиот Северијан, а Агатоник со останатите бил префрлен во Тракија, во местото Селимври, каде што после мачењата пред самиот цар биле исечени и преминале во вечен живот и во радоста на својот Господ. Светата маченичка Евлалија. Во времето на страшните гонења на христијаните во Шпанија, живеела некоја девица Евлалија, родена од христијански родители во местото наречено Варкинон. Целата била предадена на Христа како на свој младоженец. Целата задлабочена во Светото писмо, таа се вежбала истрајно во доброволните подвизи на телото и на духот. Кога мачителот Дакијан немилосрдно ги убивал христијаните по Шпанија, па дошол и во Варкинон. Евлалија се искрала ноќе од своите родители, излегла пред мачителот и пред мноштвото народ го разобличила за убивањето на невините луѓе, исмевајќи ги при тоа мртвите идоли, исповедувајќи ја јавно верата своја во живиот Господ Христос. Разлутениот Декијан наредил да ја разголат и да ја тепаат со стапови. Но светата девица изјавила дека не чувствува болки во маките за својот Христос. Тогаш мачителот крстообразно ја заврзал на дрво и наредил телото со свеќи да и го горат. Мачителот ја прашал каде е низиниот Христос сега да ја спаси, а Евлалија одговорила: тука е со мене, но ти не можеш да го видиш поради твојата нечистотија. Во големи маки Евлалија го предала својот дух на Бога, и кога издивнала, луѓето виделе бел гулаб кај што излегува од незината уста. Во тој час ненадејно паднал снег и го покрил голото тело на маченичката како со бел фустан. Третиот ден дошол светиот Феликс и жално плачел пред телото на Евлалија, што висело. И на мртвото лице на светителката се појавила насмевка. Нејзините родители дошле и заедно со останатите христијани чесно го погребале телото на светата девица. Пострадала за својот Господ и преминала во вечната радост во почетокот на 6 век. Светата маченичка Антуса и останатите со неа. Керка на богати, но незнабожни родители од Селевкија во Сирија. Дознавајќи за Христа, Антуса со сето срце поверувала во него
и тајно се упатила кај епископот Атанаси кој ја крстил. При низиното крштевање се јавиле ангели Божји. Потоа Антуса се упатила в пустина на подвиг. Оти не смеела да се врати кај своите родители. Во пустината се подвизувала 23 години. Во молитвата кон Бога таа му ја предала својата душа на Бога, клечејки на еден камен под кој замолила да биде закопана. Епископот Атанаси и двајца слуги на Антуса, Хирисим и Неофит, потоа биле исечени поради верата во Христа во времето на царот Валеријан околу 257 година. Сите честно пострадале и со венци се овенчале.